Цару Небесний, утішителю Духу, навісти на такой си на всякаде се исполнуваш ризница на добрите животодавче дойде всели се у нас, очисти на всякаква нечистоти и спаси и благи нашите души. Слава на Бога во висините земјата, мир меѓу луѓето, добра волја. Боже, очисти ме на грешно и ти помилуй ме, Боже, очисти ме на грешно и ти помилуй ме, Боже, очисти ме на грешно и ти помилуй ме. Благословено е царството на Отца и Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Христос да се помолиме на Господа. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви и соединување на сите, да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за оние кои што со вера, набожност и страх Божи влегуваат во него, да се помолиме на Господа. За високо преосвещениот митрополит Девоскопически администратор Австралиско-Сиднејски Тимотеј, за честното свештенство, преподобното монаштво, Христовото дјаконство, и за силно и за сите луѓе да се помолиме на Господа. За благочестивиот православен народ наш и за Христолюбивото воинство да се помолиме на Господа. За да помага и да покори подносители ни секој непријател и противник, да се помолиме на Господа. За овој град,
За благоприятен воздух, за изобилие на земни плодови, мирни времења, да се помолиме на Господа. За оние кои што плуват, патуват, боледуваат, страдат, за заробените за нивно спасение, да се помолиме на Господа. За да се избавим од секаква скрбнева и опасност, да се помолиме на Господа. Заштити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, со Твојата благодат. Пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородица и секогаш Дева Марија, самите себе да ни други си од свој живот, на Христа Бога да му го предадеме. Зашто Тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонување на Отца, Сина и Светиот Дух, поштано сега секогаш и во сите векови.
Мир на тебе, що не читаше. Премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие, мире насите вас. Ке се читат от светото Евангелие на светиот апостол и евангелист Јована и Матеја. Во она време, кога одеше Исус, виде еден човек слеп од раѓање. И учениците негови го праша и рекоа: Раби, кој сгрешил, тој или родителите негови, да се родил слеп? Исус им одговори: ни тој, ниту родителите негови сгрешиле, туку за да се јават делата Божји врз него. Јас треба да ги извршувам делата на оној што ме испрати, додека уште е ден, оти настапува ноќ, кога не ќе може никој да работи. Додека сум во светот, јас сум светлината на светот. Што го рече тоа, плукна на земја, направи кал со плутката и ги намачка со неа очите на слепиот. И му рече: отиди, изби се во бањата Силоам, што значи испратен. Тој отиде, се изби, прогледувајќи дојде. А соседите оние кои порано беа го гледале дека бил слеп, велеа: зар не е овој што седеше и просеше? Едни велеа: тој е, а други личи на него. Тој пак велеше: јас сум. Тогаш го праша: како ти се отворија очите? Тој одговори и рече: еден човек кој што се вика Исус направи кал, ми ги намачка очите и ми рече: отиди во бањата Силоам, изми се. Отидов, се измив и прогледав. Тогаш порекоа: каде е он? Тој рече: не знам. Потоа го одведоа кај фарисеите човек кој порано беше слеп, а беше сабота. Кога направи Исус кал и му ги отвори очите, истото го праша и фарисеите како прогледа. Тој му рече: ми кладе кал на очите, се измив и гледам. Тогаш некои од фарисеите велеа: не е од Бога овој човек, што не ја уважува саботата. Други рекоа: како може грешен човек да прави такви чуда? И настана расправија помеѓу нив. Па му рекоа на слепиот: ти што велиш за оној што ти ги отвори очите? А тој рече: пророк е. Но јудејците не поверуваа за него дека бил слеп и прогледа, додека не ги повика родителите на оној што прогледал. И ги праша велејќи: дали овој вашиот син, за кого велите дека се родил слеп, како пак сега гледа? Родителите негово одговорија и рекоа: знаеме дека овој е наш син и дека се роди слеп, ама како сега гледа не знаеме, или кој му ги отвори очите не знаеме. Тој е голем, прашајте го него, самиот нека ви каже за себе. Ова го рекоа родителите, се боа од евреи
a tu odgovori reče, da li je grešen ne znam, no znam te ka baš slepa se ga gledam. Pa mu rekla što ti napravi, kako ti gi otvore očite. To im odgovori, ja sveće vi rekov ne čuvte, što sakate pak da čujete, da ne sakate može bi vi da mu stanete učenici. A ti je ukorije mu rekao, a ti si njegov učenik, a nije sme Mojsejevi učenici. Nije znajme deka su Mojseja govoril Bog, a ovoj ne znajme od kade. Odgovori čovjek o tim reče, to je čudno to, što vi ne znajete od kade, ama mi ki otvori očite. Znajme deka Bog ne sluša grešnici, no ono što go počituva Boga i ja ispunva njegova ta volja, nego go sluša. Otkako je vekov ne se čulo nekoj da otvori oči na sleporode, iako ne beše od Boga, ne možeše da napravi ništo. Odgovori mu rekla, si od sivo grevovi rode, pa zar ti nas ne učiš i go istera na dvor? Isus čude kako isterale, pa otkako go najde mu reče, veruvaš li u Božji sin? To odgovori reče, ako je Gospodi da poverujem vo Nego. Isus mu reče, jesi go videli koji što zborva so tebe on je? A toj reče, verujem Gospodi, i mu se pokloni. Im reče Gospod na svojite učenici, gdje ste svetinata na svetot, ne može da se sokrije grad što se navodja na vrh planina, nitu pak svetilo to se pali glava pod poklop, tuku na svećnik i sveti na site v kući. Taka neka sveti pred luđe to i vaša ta svetlina, za da ga vidat vašite dobri dela i da go proslavat na vaši Otec koji je na nebesata. Nemojte da mislite deka sam došao da go narušam zakonot i prorocite. Ne sam go došao da go narušam, tugu da go ispunam. Zašto v istina vi kažu vam, dodeka postojat nebo to je zemljata, nitu jedna jota ili crta od zakona nema da se izmeni, dodeka ne se ispune se. I taka ono što će naruše jedna od tije najmanje zapovedi, taka gi nauči ljudje to, najmal će se nareće u carstvo to nebesno. A ono što će gi ispuni pouči, to je golem će se nareće vo carstvo to nebesno. Gospodи Bože naš, mi posredučno molim Tvojte rabe, povjedno spored dostojno na Tvoje dobrostojte s dobrim ispraviti na nas i na sve Tvoje ljudje, što čeka do Tebe golema milost. Ušte se molime za visoko preosveštenejšeg mitropolit naš, Timotejša, svetom Krista naše bratstvo. Ušte se molime za blaženih i svekoga sozdatelji,
спомнували Создателя на свет храм и за сите порано покоени отци и братя наши, кои почиват овде насекаде во православните земи, уште се молиме за милост, живот, мир, здравие, спасение, посетување, простување, разрешување од гревовите на Божите раби. Сите благочестиви и православни христијани кои живеат во оваа парокија, во овој град, разбрателите и браќата на овој свет храм. Уште се молиме за оние кои предонесуваат и добро прават за овој свет и сечесен храм, за оние што се трудат, пејат и за луѓето што присуствуваат, очекувајќи од Тебе голема и богата милост. Зашто си милостиви човеколюбец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови.
Вие, които истина ги образувате и любите Божотворната Троица, три света писма и пеме, всека да Божия, всека преживота, ближа да пиме царя и всеки любите на своя днес качи. Алелуя, алелуя, алелуя. Високопреосвещениот митрополит Варскокичевски администратор Австралийско-Сиднейски Тимотей, честното свещенство, преподобното монаштво, Христовото дяконство и сила свещенички, свещено-монашки, свещено-дяконски чин, да го спомни Господ Бог во царството Свое, постоянно сега секогаш и во сите векови. За душевно и телесно здравие и спасение да помяне Господ Бог во царството Свое, своите чеда протопресвитера Ивана с домом и Шадом, Роберт, Мери, Анита, Филип, Мартин, Вино, Матея, Зорица, Викентия, Климе, Гордана, Данила, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда, Ереот, Игор с домом и Шадом, Ереот, Роберт с домом и Шадом, спомни ги Господи, Владе, Дафина, Мери и Денис, Джайми Джордж, Марая, Джонатан, Никола, Саша, Йованка, Хелен, Стиви, Изабела, Лариса, Николас, Петър, Кете, Алекс, Стефан, Елизабета, спомни ги Господи за здравие и спасение. Йонче, Боце, Ели, Джонатан, Бефи, Евен, Каласи, Тиана, Лани, Сузи, Джон, Майкъл, Алекс, Дени, Джо, спомни ги Господи за здравие и спасение. Пеце, Стоян, Мите, Валентина, Джайми, Софи, Лили, спомни ги Господи за здравие и спасение Твоите чеда. Изабел, Айзак, Роберт, Линда, Светлана, Кайтлин, Род, Брендън, Мария, Ленча, Стоянче, Джулия са фамилията, Мадян са фамилията. Спомни ги Господи за здравие и спасение. Кръсте, Весна, Джесика, Джими, Наташа, Ладо, Марам. Спомни ги Господи за здравие и спасение. Тони, Кристиан, Снежна, Тана, Ашли, София. Спомни ги Господи за здравие и спасение. Майкъл, Бадър, Фифи, Анджи, Амира, Адам, Аймен, Йосиф, Якоб, Христиалия, Йован, Антонин. Спомни ги Господи Новица, Йоце, Диана, Джашуа, Благойче, Светлана, Натали, Йованка, Кристофа. Спомни ги Господи за здравие и спасение. Киро, Стойна, Лиле, Миле, Ники, Томи, Би, Олга, Соф, фамилията, Роза, Тони, Трайче, Боран, Роберт, Анита, Жарко. Сите оние што боледуваат и страдат, болните по болниците и по домовите, оние кои пътуват по земја, вода и воздух, спомни ги Господи Твоите чеда, Милисав, Драги, Боби, Кристофа,
Joshua, Elena, Snežana, Valentina, Stefani, Natali, Emilin, Britanin. Да ги спомни Господ Бог во царството Своje, постојано сега секогаш и во сите векови. Сите вас, вашите фамилии, вашите роднини, близки и пријатели и целиот православен род христијански, да го спомни Господ Бог во царството Своje, постојано сега секогаш и во сите векови. Иерейство ваше да помјане Господ Бог во царството Своje сега ние присно и во веки веков. Амин. За предложени вечерни дарови, да се помолиме на Господа. За овој свет храм и за оние кои што со вера на Божок страх Божи негуват во него, да се помолиме на Господа. За да се избавим од секаква скрб, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Заштити, спаси, помилуй и запази ни Боже со Твојата благодат. Целиот ден да ни биде совршен, свет, верен и безгрешен, просиме од Господа. Ангел на мирот, верен наставник, пазител на нашите души и тела, просиме од Господа. Прошкај и разрешување на нашите гревови и прегрешенија, просиме од Господа. Се што е добро и полезно за нашите души и мир во светот, просиме од Господа. Останатото време од нашиот живот во мир и покајување да го завршиме, просиме од Господа. Христијански крај на нашиот живот, безболен, непострамен, мирен и добар одговор на страшниот Христосот, просиме.
Пресвятата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша, Богородице, секогаш Дева Мария, самите вселени руки си от свой живот, на Христа Бога да му го предадеме. По милосърдието и човеколюбието на Твоята народен син, с кого си благословен со пресветлиот благиот и животворниот Твой дух, постоянно сега секогаш и во сите векови. Мир на сите вас. Да се сакаме еден со друг, да со едномислено да изповедуваме. Ќе те возлюбам, Господи, крепост на Господи, Матери, Хилеше му избавител мој. Ќе те возлюбам, Господи, крепост на Господи, Матери, Хилеше му избавител мој. Ќе те возлюбам, Господи, крепост на Господи, Матери, Хилеше му избавител мој. Амин, Отец. Амин. Амин. Свети Духа. Сега се водеше во сите векови. Амин. Христос меѓу нас. Христос меѓу нас. Ей, ќе биде Двери, двери, премудростию вон ме. Светлина, светлина, вистинска Бога, вистинска и родена, слава слуша, Отца, Бога, се става. Бой заради нас, нигето и заради нашето спасение, слепна в небото и се поплатил светлина, Бога и стана човек. И беше разкрит заради нас во времето на потисма, кога поставеше погледна и воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небото и седна прста на Отца. И пак ќе дојде во слава да ги живите и мртвите неговото царство не ќе има крај. И во светот на Госпожа давај ги му издава од Отца, на кого се поклонуваме с нами заедно со Отца и Сина и пророците. Во едната света соборна апостолска црква исповедуваме на поштење за прошка на гревовите, почетно воскресението на мртвите живот од видниот век. Амин. Милост мира,
Pijte od neja site, ovo je moja ta krv na novio zavet, što se proljeva za vas i za mnozina, za oprostuvanje na grevovite. Tvoji od tvojite temeti prinesu vame ocite, i za se i da milostite na veliki od Boga
Вашите глави преклонете ги пред Господа. Волнем святая, святым. Всем здравия, всем здравия, Господи Боже, всем прощения, каждый Господи, благословена топлата света Твоя за да век с век. Амин. Не може ти зясни язик Твой. Честното пресветло тело на Господа и Бога Спасител наш Исус Христос, ми се дава на грешния, който е нам за простовни долите и за живот вечен. Господи, молите се и помолете се вечен. Господи, за вас и помолете се за мен вечен. Господи, благослови земя и живота Твоя. Първо, Господи, изповедаме Твоята семейство на Христа, Син на живота. Подобно Света Христа, за вечница Твоя, просим да слушаме на Твоята пречеста, Твоя и честа Твоя самата. Затова се молим подобни, Господи, Бога да приложи на Сознание и незнание, Господи, на Господи, се причеста за Твоята пречеста, да се Божия, Сина Божия, Любим да ска участи на Твоята тайна пречеста, Господи, причествуването с Твоите свети тайни да бъдете, се судимо за земля на Божията обителя. С участието със светата тело и кръв на Господа и Бога Спасител наш Исус Христос, ми се дава на мене грешно, който е на нас и за живот вечен в името на Отеца. Амин.
благослови го Твоето наследство. Постоянно сега секогаш и во сите векови. Амин. Да исполнат се уста наша, хваления Твоя, Господи, яко да поем славе Твоем, яко сподобил еси нас, причастите святым Твоим божественным, бессмертным и животворящим тайнам, соблюди нас во Твоей святыне, весь день получам Тырся правды Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Откако ги примиме светите, божествени, пречисти, безсмъртни, небесни, животворни, страшни Христови тайни, просто стоите достойно да му благодариме на Господа. Защити, спаси, помилуй и запази ни, Боже, со Твоята благодат. Откако изпросиме цел ден совършен, свет, мирен и безгрешен, самите себе да ни друг си отда живот, на Христа Бога да му го предадеме. Защо Ти си наша светување, ние Тебе слава Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Со мир да излеземе. На Господа да се помолиме. Господи, кој ги благословаш оние кои Те благословат и кој го светуваш оние кои се надеват на Тебе, спаси ги Твоите луѓе, благослови го Твоето наследство, сочува полнотата на Твоята црква, освети ги оние кои любат убавината на Твојот дом, Ти прослави ги со Твоята божествена сила и остави на нас кои се надеваме на Тебе, дарувај мир на Твојот свет, на црквите Твои, на свештениците, на Христовијата војска и на сите Твои луѓе, зашто секој добро давање и секој совршен дар од озгора, што слегува од Тебе, Отецот на светините, Тебе слава и благодарност и поклонување, Ти вознесуваме на Отца, Сина и Светиот Дух, постојано сега секогаш и во сите векови. Христо, Христе Боже наш,
Na Gospoda da se pomolime. Blagoslovenijeto Gospodovo i milosta Njegova da dojde na site vas. Ostalo se ja se koga živo site vekovi. Slava Tebe, Hriste Bože nadrž naša, slava Tebe. Христос вистински наш Бог, кој што воскресна умртвите, по молитвите на својата пречиста и преблагословена мајка, по молитвите на светите праведни Боготец Јоаким и Јана, по молитвите на свети Кирил и Методија, чиј што денес празник празнуваме, по молитвите на свети Епифанија, Кипарски, свети Герасим, Германија, Цариградски, света маченичка Гликерија, свети маченик Александър, по молитвите на свети маченик Кисилдер, преподобни Серапион Юродиви, свети Леонид Иерусалимски, по молитвите на свети Јован Рилски, Прохорчевски, Гаврил Лестовски, Јоаким Осоговски, Левон Мегленски, Нектар Агат Ангел Битовски, по молитвите на свети Климент Наусаво, Горазден Галарий, по молитвите на свети Савел Свещеник, свети Герасим Јордански, свети Теодосија Синајски, сите свети, да не помилуват и спасат како благи човеколюбиви. По молитвите на сите свети Отци наши, Господе, Исусе Христе Боже наш, смилувај се на нас. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И навистина воскресе! Во историјата на народите има важни датуми и големи личности. Има денови и години во кои настануваат пресмрти во животот. Се внесува нешто ново, нови разбирања, нова насока му се дава на целиот живот. Има личности кои слично на филтерот го причествуваат матниот тешк тек на животот. Го председуваат низ својот разум и срце и пуштаат ново животворна струја. Започнува да тече нов живот, обновен, променет. Така се создаваат нови светли страници во историјата на народите. Таквите важни датуми се паметат и се прославуваат. Големите личности се запишуваат со златни букви на страниците на историјата и нивното име се пренесува од века до века. Нашата историја е преполна со славни датуми и големи личности. Во деновите на темната неписменост, пред повеќе од 1000 години, кога нашите предедовци ги изразувале своите мисли со слики и црти, од Солун излегле два соколи, два сиви славени, заблескале два бисера, две чисти златника. Се појавиле двајцата браќа свети Кирил и Методија и запеале на македонски јазик. Началие бие слово. Ги разбудиле мртвите сили и народната гордост создала азбука. И го победиле својот народ и побудиле на наука и на култура. Им ги просветиле душите со Божјото слово. Им ги затоплиле срцата со Христовата љубов. Но идеал воздигнале во неговите мрачен живот. Му дале сила и моќ да се зборува со гревот. И на овие простори
се запали огнот, зогрел нов живот. Словенските земји станале огниште на просветата и на културата. Тие двајца браќа великани денес не собра овде во ова наша света Македонска православна црква посветили токму на нив во населбата Розбери во градот Сиднеј, со песни да им пееме, венци да им плетеме, да ги поставаме. Но во таа празнична среда, таа врева и торжество има нешто што не растажува, нешто што не души и не угнетува. Јас ги гледам светлите ликови на двајцата светители, нашите просветители. Дали ги гледате и вие? Јас ги слушам обвиненијата што тие ни ги укажуваат против нас. Но дали ги слушате и вие? Нейните устни јасно ми разбирно го шепотат. Тоа ли ви го оставивме во завет? Кој што ве повикавме, ние ви дадовме азбука со Божјо Слово. Каде го оставате тој бесценен камен? Зошто остававте за да се задушува животот Божјо Слово? Зошто со тие букви вие направивте хула против својот Создател и Бога? Видете го, милиот поглед упатен нагоре. Тој зборува силно и разбирливо. Слушнете го. Зашто ја познавте Христовата љубов, што не прво место ви ја дадовме со Словото, благиот завет на братството и завет каде остана? Зошто со нашата азбука вие од невините деца направивте разумнувачи на животот и на Божите храмови? Зошто наместо сладка љубов напишавте образа изнова? Нив ги истакнавте како девизи во вашите борби, во вашиот живот. Зошто? И зошто? И уште многу зошто ни упатуваат денес светите браќа Свети Кирил и Методија, упатуваат преко кон мене, ве укоруваат вас, учителите и просветителите, не судат нас, сите кои боравиме со нивното слово и се китиме со ученост и со култура. И во таа врева, во таа природа, торжественост, ние ќе треба да се стресиме и да се замислиме, да си дадеме сметка по кој пат одиме, што правиме, дали создаваме или уриваме. Ние го проживеавме својот живот, го врвиме својот пат, веќе сме на залесот. Го исползувавме трудот, крвта и жртвите дадени за нашата слобода од минатото поколение. По нас доаѓа нова генерација, што приготвуваме за неа. Ги гледате ли децата како весело джабурат, како птички? Тие ќе не наследат. За нив ние работиме, ја коваме нивната судбина. Кажете, што ќе им оставиме во завет? Татковци и мајки, учители и свештеници, народни просветители, замислете се за утрешниот ден. Во нашите раце е едината. Ние ја подготвуваме судбината на утрешната татковина. Ние го воспитуваме утрешниот граѓани. Кај нас се омразуваат утрешните водачи на својот народ. Да се замислиме. Затоа и денешниот ден не е за празни прослави, не е за веселби, не е за гозби, е за прејавување. Да се замислиме и да дадеме точна сметка како ќе го прославиме денешниот празник, посветен на светите браќа Свети Кирил и Методија, се словенските и македонски просветители и учители. Амин. Напомош денот, честит празник на оние кои го празнуваат. Честит имен ден на оние кои го слават, кои го носат името на Свети Кирил и Методија и вечно да го биде. За многу години да зборуваме како што пред малку напомнав, да се каже за овие свети браќа Свети Кирил и Методија. Ќе треба да со месеци години да зборуваме, сепак нема да докажеме се за она се добро што ни го направи овие
Свети Солунски браќа Свети Кирил и Методија заедно со нивните петточисленици Свети Климент, Намусал, Буразда и Белари. За многу години честит празник, честит да ни празникот на нашата Света Македонска православна црква Свети Кирил и Методија. Искрена благодарност од душата, благодарам и му се заблагодарувам и на ваше име на нашите драги отци, свештеникот Свет Игор од нашата Македонска православна црква во Каврамата, Свети Никола, и свештеникот отец Роберт од нашата Македонска православна црква од Вулунгук. Да се живи и здрави, да се надеваме дека во догодина, ова година поминавме малку како со страв, дали да влезам или не влезам или што да направам. Меѓутоа Господ е силен, сполајано до сега не изчува што се вика тука, да се надаваме дека ова зло кој не го посакуваше никој, а најмалку верниците се случи што се случи, да се надаваме на утре по добар ден. Бог да ве благослови. Ако има некој за причест